Тема на ово издание на студио е екстерното испрашување на учениците со основното и средното образование. Мој гостин во студиото на Нова е Наде Молеровиќ, наставник, професор по историја во основните училишта Димитар Миладинов и 11 октомври. Благодарам што прифативте поканата. Малку ви има од вашиот теснав кој јавно зборуваат. Вие не се колебате многу да ги коментирате актуелните состојби во образованието и она што е релевантно за образованието на помладите. Еден од вашите последни статуси на Facebook е па колеги, прашањата за екстерно се на интернет, навалете на одговорите и нека бубаат кутрите ни деца 600 и кусур прашања. Дополнително хаос да се реализира планираното или да се доработуваат одговорите. Што мислите колку наставници со ентузијазам ќе си ја завршат планираната програма? Има ли логика? Ете, крај на почетокот на мај. Си играме школа, наставници, испитувачи, учениците, најголеми губитници жртви. Сакате да ни објасните малку што ме натера да го констатирате ова? Што ме натера? Па ме натера секојдневните случувања што се во образованието, она што е континуирано како еден процес кон кој што наводно се стремиме да го реформираме во позитивна смисла. Може би имаме добра идеја да направиме некаква реформа, меѓутоа долу во базата не се покажуваат таквите резултати. Јас тоа најдиректно го чувствувам според бидејќи сум на работа секојдневно и комуницирам со моите ученици, со моите колеги и точно забележам што се случува и навистина ова многу тешко ми паѓа. Ми паѓа тешко. Добро, кој е ефектот? Денеска се објавуваат се објавува кој кога што полага меѓу 2 и 10 јуни. Кој е ефектот меѓу кај децата, кај оние во основните училишта кои се до 14 години возраст? Ефектот? Да. Психолошки стрес, вознемиреност, непријатност, желба да не се доаѓа во училиште, желба да не се постигнуваат некакви резултати, за успешно образование. Има еден, знаете каков таков отпор кон целиот овој процес, за кој што ние секојдневно се соочуваме со нив, бидејќи јас треба денеска да работам со нив, така, мене ми е потребна една добра енергија. Потребни ми се деца кон кои што јас како мотиватор, значи не само наставник, туку јас својата улога ја гледам како еден мотиватор да ги поткренам сите деца согласно своите можности да постигнат некакви резултати. Кога вие работите на еден начин, јас предам историја, и историјата е предам од аспект на разбирање. Значи, логички поврзување на нештата, не меморизирање на факти, не по секоја цена бубање нешто за кое што се нема представа. Знаете, ние во нашите учебници... А екстерното го прави проверка на меморијата? За жал повеќе да. И значи, ако ние се стремиме да бидеме членка на Европска Унија, европските стандарди или европското образование, барем јас сум посетувала европски обуки за наставата по историја, првото што сум го научила таму е дека не се поставуваат прашања кои што кај учениците ќе предизвикаат сугестивен одговор, или година да се одговори да или не, туку да се потикне еден мисловен процес. Значи, да вие на детето му дадете една можност, тој да размислува, па да истражува, да го потикнат и самиот да донесува заклучоци за одредени прашања. Што е барација, например, по историја, кои се прашањата, кој тип на прашања се во тестот за екстерно испрашување? Па знаете, она прва што мене ми падна во очи, бидејќи како професор не сакам да видам кои се тип на прашања се. Забележав една грешка, големи грешки, пропусти во лекторирањето или во поставувањето, формулирањето на прашањата. Значи има така поставени, не би сакала никого да навредам, меѓутоа на едно толку ниско ниво на кое што во суштина не потценуваат и нас професорите, особено да речеме нешто се по мајчин, не мајчин, бидејќи ние сме должни согласно законот да го говориме, македонскиот литературен јазик. Значи прво е тоа. Второто, имате прашања од типот на кои што учениците треба само да ги повторуваат или да ги кажуваат годините. Значи, кога умрел тој кога владел, тој дури има прашање која династија владеела во Византија. Да речеме како жената на Александар како се викала. Мислам, ме разбирате. Од кој не може да се излече заклучок дали детето разбрало или не разбрало процесот историски. Не, знаете што, за жал, многу од колегите наши денеска на таков начин ја сватиле наставата, дека тие треба да предадат и овие ученици на 21 век да меморизираат факти, да бубаат, каде што тие ќе можат тоа да го со еден клик денес, тие можат тоа да го добијат на интернет. Зошто да не им дадеме шанса тоа да го истражат и да сами заклучуваат, ние да ги насочиме само, а тие да видат тие што ќе размислуваат. Значи јас сакам деца што размислуваат. Ваков тип на одговори и ваков тип на прашања,
тоа не го нуди. Туку тоа ни е враќање, дури за жал сметам дека многу наназад, дури ние кога сме биле ученици. Еве вас ќе ве прашам, би сакал министерот да можам да го прашам, дали ќе знае да одговори, еве на пример како се вика пораката сигналот на животната средина. Едно прашање кое ние го регистрираме, или кон која стимулација растенијата не се чувствителни, или какви очи имаат инсектите, толку од прашањето. Не знам министерот знае да го знаете одговорите на прашања вака кога би ги Јас не верувам дека министерот ги имал можност да ги види сите прашања. Би било добро барем некој од неговите соработници да му укажат на нелогичностите или на крајот на крајшто да знаете, господине Борен, ако вие тестирате деца, треба им давате тест. Ние секогаш, јас како наставник, кога им дам тесто, им кажувам што треба да направат за да добијат толку и толку оценка. Кое знаење треба да го постигнат за да добијат четврка. Кое знаење за и така натаму. Значи јас им поставувам барања мои кои што тие треба да ми ги задоволат во времето на тестирањето. И тие точно знаат за што и како го работат тестот. Како може тие да знаат што ќе направат ако не имаат ни бодовни листи, ниту имаат некакви се сознанија. Например, ако еден клик на интернет ќе ги видиме што прават на запад. На запад или во цивилизираните земји, ајде да не велиме запад цело време, нели? Да речеме во Австралија, во Канада и така, секаде има екстерно оценување. Ние наставниците да викаме не сме против екстерно оценување. Нека има. Тоа сега да прашам, бидејќи една од аргументите екстерното оценување носи известна сигурност дека ќе се прекинат оние врски непотизам, соврски фаќање, оценување, нели? Како да се постигне тоа? Да, сепак наставниците бидат оценети како предаваат и системот да биде сигурен дека наставниот кадар објективно се врши таа работа, односно предава кој што треба и објективно оценува. Така е. Знаете што, во наставниот процес вие сте сигурни родител, гледате и слушате секојдневно. Јас исто така, сите сме со информации. Навистина во образованието има луѓе кои што можеби не има место да така и дека треба да се контролираат. На каков начин тој дошол до, не да речам до дипломата, него многу е подолг процесот од како ќе земете вие диплома додека да станете наставник. Сега има некои проекти кои што се прават преку СЕД, следам таму за компетенции на наставниците, па за барања кои треба да станат, тоа е се окей. Меѓутоа, за да вие ставите наставник млад, треба некако да помине некој чек. Па тука треба да има некоја институција, дали е државен испитен центар, дали е бирото кој што ќе го следи, кој што вистински ќе го едуцира. Па потоа тие што тоа ќе го следат, тоа и нека го оценуваат. Меѓутоа не заборавете, во оценката секогаш треба да дојде мислењето на ученикот. Не можеме ние да ги оценуваме. Екстерното испитување тоа го бара, односно однадвор да се види што мисли, односно колку научи ученикот од она што наставникот го предава. Да, меѓутоа знаете, една од целите на екстерното оценување да се види докаде и како напредува ученикот, меѓутоа и објективноста на оценувањето. Значи мене таа дополнителна формулација како објективноста на оценувањето, јас си велам што од како тие ќе заклучат или ќе проценет нели државниот испитен центар. Што се случи имаше екстерно испитување на учениците, што се случи со резултатите од него, односно какви последици имаше тоа врз наставниот кадар? Еве јас тоа си го поставам како прашање. Ако евентуално ти имале согледување дека некои наставници направиле отстапки од дозволените 1, 1,5, 2 и така натаму, дали во текот на учебната година тие што тоа го следеле имаат инструмент како ќе работат со тие наставници кои што не биле објективни. Да ве прашам конкретно во вашите училишта во кои што предавате. Имаше ли било какви промени во наставниот кадар по екстерното оценување? Односно дали екстерното оценување беше индикатор за институциите да преземат нешто или не во тие конкретно во овие установи во кои вие работите? Јас каде што работам не. А имате информација дека негде нешто се случило како некоја промена? Па има информација дека кој колку како имал отстапки, меѓутоа дополнителна некаква акција после тоа. Тоа да прашам, дали тоа е резултирало со некаква промена квалитативна во смисла на подобрување на системот? Значи тоа ви го кажам, доколку ние сакаме да направиме екстерно оценување. Добро е да го направиме, да видиме, ама што сакаме да оцениме. Значи, дали ќе оценуваме голи меморизирање на факти или сакаме од децата да направиме да бидат идни граѓани на 21 век, кои што ќе ги имаат вештините, што велиме цело време вештини, кои што ќе знаат како да се снајдат во реалниот живот. Дали ние тоа им даваме такво знаење? Дали, ако добро разбрав, вие не сте против екстерното испитување во принцип? Да, не сум во принцип, ама да се знае точно зашто ќе бидат оценувани наставниците, зашто ќе бидат оценувани учениците, нели? И да се следи ако некој потврлил
да се работи, да се подобри таа ситуација. Значи, ваков тип на екстерно оценување јас не се согласувам, затоа што не само јас, секојдневно сум во допири со колеги и со ученици кои што верувајте се навистина и фрустрирано што велам јас дека заврши годината во мај, заврши. Годината во мај заврши затоа што учениците цело време и наставниците работат на прашањата на екстерно оценување. Каква енергија очекуваме ние да завршиме со до крајот? Да ве прашам, постојат родителски совети, наставнички совети и така натаму. Дали тие, со оглед на бројните реакции против оваа метода, односно начинот на кој се спроведува, дали се случила некаква реакција во тие тела кои би требало да бидат некаков си глас? Да. Дали родителите сите се жалат деновиве. Јас сум родител, ги слушам другите родители, ги слушам наставниците, сите се жалат. Да. Има ли некој да каже, па добро, ајде да видиме и ние да кажеме што мислиме, бидејќи ова се однесува директно на нас? За жал нема. Зошто? Сите сме. Каде е? Значи, знаете што, имаме ние во училиштето треба да постои ученичка заедница. Да. Каде што учениците би биле актери во еден свој ученички парламент. Јас можам да се пофалам дека во Димитар Миладинов го водам јас и навистина функционираме. Ги собирам децата, ги слушаме, изборуваме и така натаму. Значи, општиот впечаток е дека овие институции кои што се многу корисни и многу, како да ви кажам, детектираат проблеми кои што можат да помогнат, не ние да бидеме суетни дека децата ни кажале вака или така. Ме разбирате? Децата и родителите да бидат на известен начин инволвирани во креирањето на системот образование. Бидејќи се осоднесува на нив, се разбира и кој е ефектот од тие. Неспорно е дека тоа се механизми кои се мора да ги има, се нужни. Не функционираат. И мене ми е тоа многу жал. Не функционираат. Родител доаѓа во родителски одбор да рече, знаете што, ние дајте што е ова што ни правите со децата кои дај да видиме. Тоа се вака индивидуално. А генерално како ниво на совет на родители, нема секогаш имаме совет на родители не заземе став да рече ова. Не. Јас не сум информирана дека такво нешто има. А поединечно секој родител се жали. Сите. Верувајте ми, децата првенствено, наставниците, јас ако ви кажам дека секојдневно при контактите вака, како сме, докаде сме, што правиме, како правиме, ние немаме време да дискутираме за нашите стручни надоградби, што ни е обврска секојдневно да го правиме, бидејќи нашата професија е доживотно учење, како што и секоја, впрочем, меѓутоа нашата, работејќи со деца, па ние прво треба како личности да се градиме, односно да растеме секојдневно. Значи да растеме. Основна работа на образованието да изгради интегритет, кичма кај децата. Интелектуално. И сега ако наставникот не расте, интелектуално, образовно, персонално, професионално, што очекуваме ние, како ќе ги воспитуваме децата? Односно, каква е нашата улога тогаш како наставници? Ние тоа го кажуваме, знаете како, немаме време затоа што сме оптеретени со многу административни работи. Дали ќе сложите со мене, ако ви кажам дека за сите овие состојби повеќе се криви луѓето на кои се однесува ова, односно во прашање интегритетот на индивидуализмот околу самата влада? Апсолутно да. Затоа што јас сметам дека не е работата дека ние сега треба да станеме и не знам што да правиме. Битно е да укажеме. Меѓутоа уште побитно е да некој те слушне и да сака да ги прифати забелешките, затоа што не зборувам јас за протест, зборувам чисто дека има документ во кој ќе биде испратен до Министерството за образование, во кој ќе биде содржана една анализа да се укаже, еве, луѓе, ова е сериозен проблем. Значи, јас, господин Борен, што сметам? Дека можеби, доколку тоа сакаат да го направат, и Министерство и Бирота имаат механизам. Тие можат едноставно да не соберат и да побарат од нас известување. Како е нашиот став? Како ние се чувствуваме во текот на една учебна година? Кои се нашите проблеми? Што е тоа со што ние се соочуваме? Што би сакале да промениме? Што сакаме да постигнеме? Дали ни требаат обуки? Кој треба да ни ги направи? Дали ме разбирате, значи зборувам за крупните, за важните проблеми за кои што треба да дискутираме. Ние никогаш не дискутираме. Ние дури кога имаме совети, генерално зборувам сегде, не зборувам само за кај мене во моето училиште, затоа што соработувам со колеги мои што се на ниво на Македонија од средно и од основно образование, членка сум и на таа асоциација на наставници по историја. Ние многу често тука си ги споделуваме нашите грижи, дилеми и така натаму. Имаме чувство дека никој не сака да слушне што се случува со нас. Нашето време го подценуваат максимално. Знаете дека јас секој ќе отидам дома, отварам веднаш компјутер и вадам книгите, прегледувам или тестови, сега имам на интернет на ИКТ и така натаму, Европска унија ми правеле учениците презентации, тоа се 300 деца. Јас сакам на секое дете да му одговорам и му кажам дека тој што направил добро.
Затоа што мојот став и однос кон децата е таков. За нивниот труд, јас треба да им кажам браво, да им кажам што треба да поправат, тоа е исто и со екстерното оценување. Тоа е исто она што го кажаме преска. Ако евентуално има проблеми, а има проблеми, сите сме луѓе помалку објективни, помалку субјективни и така натаму, меѓутоа мислам дека поентата на екстерното оценување не треба да биде тоа. Сем фрустрација и претпоставам дека ова им наметнува, односно им гради кај децата кои тоа не постои еден комплекс на инфериорност кој ќе треба да се знаете што, ако во училиште ако вие не им негувате чувство на самодоверба, вие ги прочитавте прашањата. Замислете кога ученик од ова или од онаа возраст, ако не му е дополнително објаснето каков одговор се очекува од него, дали тој при одговорите на 10 такви прашања, ако не знае да ги одговори, му се за него се збунувачки или него го ставаат во дилема, па дури му се конфузни и вика, јас нешто со мене не е во ред, ја нешто не сум како што треба. Дали помагаме да од него направиме дете кое што можеби ќе се спротистави, ќе се бори да докаже дека може и дека знае. Ние во суштина сакаме со ова да докажеме дека не да им докажеме, него знаете ги ставаме во една позиција да мислат дека не знаат. Ќе се навратиме на ваш друг статус од Facebook. На македонскиот образовен систем итно му е потребна програмска реформа со која ќе се изучуваат содржини што ќе придонесат да се градат и развиваат карактерни особини на учениците како личности. Да, точно тоа недостасува. И јас предам и граѓанско истовремено. Што правиме ние? Што се прави со моите деца, на пример, се прашам во образованието? Па знаете како секој си ја сфатил затоа што прво имаат многу работа. Затоа што имаат многу работа на страници, прво мора да завршат со сите евиденции, затоа што секојдневно доаѓање во училиште обично ние сме соочени бидејќи нели постојано мораме да бидеме во ред, да напишеме дневник. Ако не напишеш електронски дневник ќе ти се случи ова, ако не напишеш педагошки, извинете, за мене е поважно денеска да го отворам на интернет, да најдам како работеле по одредена тема мои колеги на запад. Мене тоа ме интересира. Познавам јазик, можам тоа да го следам, сигурно доградувам. Ама јас кога ќе дојдам од работа, треба да кликнам на едневник. Па едневник не можам да се логирам. Па треба да чекам половина час да се возврати системот. Па потоа треба јас тоа не можам, значи чувствувам дека времето ми е земено без потреба и јас често јавно реагирам и викам, ама навистина јас имам по други работи кои што ме исполнуваат, сакам да ги направам. Во меѓувреме сега ќе се префрлам на една друга тема, меѓувреме од образовниот систем, од основното средното училиште излегуваат деца полни со бес и омраза, она нешто што можевме да го видиме на последните настани во Ѓорче Петров, каде што во голема дел од децата беа малолетни. Да. Господине Борина, ќе се надоврзам и на претходното прашање, бидејќи во контакт со овој одговор што сакам сега да ви го дадам. Освен што предавам историја, предавам и граѓанско образование. Исклучително корисен предмет. Каде што корисен, интересен, заради тоа што децата сакаат да дискутираат. На тој час им се возможува да дискутираат по тема на демократија, што сметаат тие дали Македонија таква, ваква, како изгледаат демократски земји, човекови права, па кои права се прекршуваат, како се прекршуваат, што се направи да не се прекршуваат, како денеска, дали некој денеска случајно ги навредил, дали тие сега зборуваме ние за права, меѓутоа секогаш го потенцираме и обврските, нели? Ако тоа така, што треба ти да направи? Значи, да не одиме во контекст да ме разберат гледачи дека јас цело време нели апострофирам нешто што е негативно, туку напротив, сметам дека децата во оваа сфера на интерес каде што треба да градиме карактерни особини го нема. Освен ако јас по своја желба на часот сакам да го надврзам. Ако ви кажам дека кога сме зборувале за дискриминација, стереотипи, предрасуди, јас останувам без текст. Затоа после моите статуси излегуваат такви, затоа што сакам да им кажам, деца, јас сум возрастна, сепак немам предрасуди. Кога велите останувате без текст, може ли ми кажете пример? За предрасуда? Да, зошто? Да, предрасуда од страна на деца, од ученици кои го оставила без текст. Да, знаете кој ме става без текст? Например, за нашите сограѓани кои што се од различна, нели, верска и национална припадност, значи такви погрдни зборови за кои што јас викам, деца, чекајте, ова Хитлер го правел, ма немојте, не можете вака да размислувате. Па сите луѓе се еднакви без разлика на вера, на нација. А за, да речем, во оделението имате припадник од една етничка заедница. Замислете и го чувството неизино, јас ја зимам ученичката и викам застани, викам немојте да коментирате, дека престанете ве. Ајде вие ставете се на улогата на ученичката. Како ќе се чувствувате вие кога 29 ученици ќе ве цело време дискриминираат поради вашата припадност? Па тоа треба да биде предност. Значи, многу недостасуваат вакви содржини да се
континуирано, да се разговара. Ако создаваме граѓани во европски рамки, нели се трудиме да бидат европски? Не, имаше кампања за толеранција. Значи, да не ви кажам, хомофобични, значи пари се консексуално ориентираните луѓе кои што имаат различна сосема пограни, јас знаете реагирам, на вистина реагирам, можете моите ученици слободно да ги прашат, реагирам во одбрана на сите тие различности, сакајќи да им покажам, немојте деца, ова е погрешно. Не треба вака и затоа јас се обидувам колку што можам. Знаете, господине Борен, јас сум си човек кој што кога по завршената работа сакам кога ќе си одам дома да кажам дека јас сепак нешто сум успела денеска да направам, макар една добра мисла, барем еден добар збор, кое што кај моите деца ќе остави некакво печаток. Затоа што сепак е ова јавна работа. Како наставник, професор по историја, господин Молеровиќ, сакам да ме прашам со оглед на специфичноста на општеството мултикултурно и ова фрагилност на тие меѓуетнички односи која доаѓа до израз токму кај помладите генерации, како што беше случајот на Ѓорче Петров, образованието би требало да излезе начин да обезбеди едните со другите се запознаат, бидејќи предрасудите се генерирани од непознавањето на другиот, односно на различниот. Така е. Во образовните програми се внесоа содржини кои би требало да ги запознаваат, например, македонците со историјата на албанците, нели со специфичностите на таа една на тој етникум. Забележав дека во многу школи делот за историјата на албанците едноставно се прескокнува. Не би сак ме интересира само дали тоест избор, случајност и ако се прескокнува секогаш, која е смислата на постоењето на таква содржина во учебникот? Да. Значи, апсолутно сте во право, јас кога се однесува за тоа да ви кажам, ние уште на почетокот, мислам, ја не сум таа што треба да дели политики како требало што требало, меѓутоа, ако ние сакаме да воспоставиме едно граѓанско општество кај што сите ќе бидеме еднакви, требаше уште веднаш да се интегрираме. Тоа е најдобриот начин за да се запознаваме. Сега проектите кои што доаѓаат се добро дојдени и е добро, затоа што децата треба тоа да се осознаваат и е позитивен чекор кон приближување, барем на некакви надминување на предрасудите. Што се однесува на историја, има содржини кои што се однесуваат на албанците, има на власите една лекција која што се однесува и сега, знаете што, таму имате па и лекции, да речеме, каде што има 5 лекции, 4 лекции за Скендербег. Значи, јас што се однесува за Скендербег, се обидувам, а со моите колеги со кои што се работам исто да го правиме тоа историчари, да тоа на ниво на нашата асоциација, така ги работите, го потенцираме она што е позитивното и што ги поврзува двата народа. Значи, ако Скендербег, нели, ги бил бранител на правата на албанците, бил и на македонците и на власите. Значи, преку апострофирање на величината на Скендербег, дека е подеднакво важен и е многу бисно кога ќе поминеш таму низ спомениците, да знаеш. Зборувате за систем или зборувате за ваша лична? Јас се зборувам сега во моментов како би требало ние како фела историчари. Дали системот го прави ова што го велите за да интегрира, односно да пронаоѓа вредности кои интегрира? Мислам не. Ние сме само по бројка застапени таму, а бројката е као проформа или само една обична форма. Јас повеќе сакам содржини. Значи, децата, верувајте, заради овие предрасуди за кои што зборувавме до преска, кога ќе кажете дека денеска ќе зборуваме за албанците за тоа, имаат реакција. Значи, сега мораме ли, значи сега морали, чекај, застани, па било вака. Од каде е таа реакција? Па што мислите од каде може да е таа реакција? Од сето она што се слуша, што се гледа секојдневно. Затоа што ние на нашите телевизии она што го гледаме, за жал, освен турските серии кои што не вратија 500 години назад, каде што јас ако моите деца ги учам за човек кој прави еднаквост на жените, вие гледате што се случува по турските серии, нели? Родители на 50 години на своите деца од по 4 или претерам малце, ги удираат, ги тепаат, да видиш дел од харем. Или можеби нешто такво, значи таквиот инфлуенција од некои вредности кои што се забегани, сето тоа делува на децата. Значи овој цех ние ќе го плаќаме во иднина. Сте сигурни. Уште нешто од историјата. Во последните години општеството се подели некако, зборувам за македонците околу потеклото, дали сме словенски, дали сме антички, дали таа тема навлегува во читанките по историја? Зависи индивидуално од наставникот што предава. Например, каков е неговиот однос? Зборувам во самата читанка. Во самата читанка Дали постојат тенденции за ревидирање? Ора јас колку што знам, кога учев и јас, бевме прилично сигурни дека
сме Словени. Да, Словени. Словенско потекло. Да. Да ви кажам сега, во лани предав тоа кај што беше за Александар, не се сеќам дали има нешто баш потенцирано дека ние сме антички. Македонци, ние, јас што им дам на моите деца, викам, слушайте, дошле словените тогаш, овде биле антички македонци, староседелци, се измешале, не може ние да сме останале чисти, ниту некој, значи тоа се години на мешање на нации, толку поминале, еве, например, јас водам потекло од Нормани. Брат ми направи во Швајцарија, и тоа е интересен податок на моите ученици, сакајќи да им покажам, гледате колку сме овде мешани, не може да се држите за една идеја дека ние сме тоа и тоа. Значи брат ми живее во Австралија и направил по собствена желба да види како и нашето потекло генетско води од пред 205 години. Да. Значи германско, норманско, словенско, норманско. И децата викам да. Значи ваша работа е, ако ви интересира, истражувајте. Црпете информации, донесувате собствени заклучоци. А потоа како вие ќе сакате понатаму, тоа е ваше. Господине Оленовиќ, ви благодарам што сте гостина нова, а вас ви оставам помачите се да одговорите уште еднаш како се вика пораката, сигналот на животната средина, кон која стимулација растенијата не се чувствителни и какви очи имате сепите.